По куса расправа, пратениците ги изгласаа измените на кривичниот законник. Со нив се воведуваат нови казни за злоупотребите на службената положба, повисоки од спорните измени од 2023, но пониски од старите одредби, со кои максималната казна за злоупотребите при јавните набавки беше 20 години. Сега е до 8 години затвор и има поинаков опис. За пратениците од ВМРО ДПМН од чии редови дојде предлог законот, со измените се исправа неправда од претходната власт, со која беа ублажени казните за корупција. Според опозицијата, ова се штетни измени за амнестирање на функционерите. Беа изгласани со 76 гласа за 1 против. Се декриминализира де факто голем дел од делата при злоупотреба на јавни набавки, односно за разлика од 2023 година, кога самиот член 353 предвидуваше многу поширок опсег, што значи тоа злоупотреба на јавни набавки. Сега, со ваквото законско решение, кое е поднесено од група пратеници, де факто се предвидуваат само два основи. Да ве потсетам како се измени во 2023 со дополна на дневен ред, без никаква претходна најава, без консултација со експерти, како што овој пат го направивме преку јавна расправа. Сите експерти дојдоа, си кажаа своји забелешки, се применија дел од забелешките во законот. Тогаш само со една единствена измена да се амнестираат криминалците од СДСМ и ДУИ. Дополнително амнестираат одредени можни прекршувања на законот. И тоа сметам дека е направено намерно. Тоа не е случајно. Ова е уште еден обид да се прикаже нешто како реформски закон, поднесување на реформски закон, а на мала врата се дозволуваат амнестии на актуелни функционери. За измените на корупцијските дела на функционерите реагираа претходно невладините. Побараа од пратениците во овој меѓупериод до новиот кривичен законник да ги вратат старите одредби од пред септември 2023. Со низа конкретни забелешки, експертската јавност предупреди дека овие измени ослабуваат борбата со корупцијата и водат кон декриминализација на некои дела. Со измените, родовото базирано насилство, насилството врз жените или семејното насилство ќе се гони по службена должност, а не како досега по предлог на жртвата. Се прават и усогласување за проектот Безбеден град, нови неодземање на моторно возило. Се воведува и кривичното дело, злоупотреба на туѓа снимка, фотографија, аудиозаписи или списи со сексуално експлицитна содржина.